Успешно се заврши со имплементација на проектот за енергетска ефикасност во воспитно-образовните институции во Кавадарци. Од општината информираа дека проектот е целосно реализиран, а ефектите се веќе забележителни. Градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов денеска беше во посета на гимназијата Добри Даскалов и детската градинка Рада Поцева. Ова е еден од проектите за кој што навистина сум горд. Проект кој што го почнавме во декември, а еве за неполни 4 месеци го завршуваме. Лека полека се завршуваат сите термофасади, некаде имаме и малце покрупни инвестиции во делот и на ПВЦ столаријата, меѓутоа во главном оние воспитно-образовни институции кои што има своји потреби од термофасада, еве ги завршуваме. Почнуваме тука со гимназијата Добри Даскалов, продолжуваме со основното општинско училиште Тошо Велков Пепето, односно целиот габарит на овие воспитно-образовни институции е покриен со нова термофасада и ова е проект кој што е во правец на подобрување на енергетската ефикасност, односно на смалување на потрошувачката на горивата со кои што тие се затоплуваат. Секако дека и со ПВЦ столаријата ќе ги заштитиме и нашите деца, ученици кои што се во овие воспитно-образовни институции, односно работиме во правец на подобрување и на стекнување на европски услови и за работа и за предстои на нашите ученици во овие воспитно-образовни институции. Проектот вреде некаде повеќе од 22 милиона денари, од кои што половина се пари од Светска банка, на што еве сакам посебно да се заблагодарам. Пред некое време, пред 6 месеци, кажав дека Светска банка има 5-6 проекти реализирано во Кавадарци, можеби и најмногу во Република Македонија. Тие не изненадија пред Нова година што не понудија да ги користиме и овие скоро 11 милиона денари. Се опфатени повеќе од 5 или 6 8 институции, од кои што половина се градинки и половина се воспитно-образовни институции. Директорката на Кавадаречката гимназија Невенка Попангелова е задоволна од овој проект и вели дека благодетите од новите термофасади допрва ќе се почувствуваат. Сега мал е периодот од кога е направена термофасадата за да имаме некоја анализа за помала потрошувачка, меѓутоа наредната година се очекува намалена потрошувачка од тие 40 тони нафта што користи училиштето. Се надевам дека барем 5-6 тони ќе биде помалку. Не е ефектот само и од термофасадата, како што каже градоначалникот, ефектот е и од промената на ПВЦ столаријата. И уште во трета фаза, кога би бил и кровот променет, целокупно би се заокружила целиот проект за енергетска ефикасност на училиштето. Со поставување на термофасади и со комплетна замена на ПВЦ столаријата за најмладите се создадени подобри услови за предстој во градинка. Градоначалникот Панов не го крие задоволството што со проектот директно им се подобрија условите на најмладите. Мене ми е посебно задоволството кога не само во оваа градинка и во сите 4 градинки, сите 4 клона инвестираме во термофасадата. Тука се нашите најмили, нашите најмали и децата кои што си играат по земја. Така да со претходната столарија која што беше дрвена, која што беше и солидна на некој начин, меѓутоа ова е со многу подобар квалитет. Обезбедивме многу попријатен и поздрав престој на нашите деца тука во овој клон на градинката. Значи, истиот проект од Светска банка кој што има за последица подобрување, а тука во овој клон имаме и комплетна смена на ПВЦ столаријата. Мислам дека најдобро е тоа да го кажат од вработените од детската градинка, сигурно дека децата се задоволни од тоа или не го чувствуваат, меѓутоа вработените кои што цел ден поминуваат тука еден работен ден, сигурно го приметуваат бенефитот на оваа инвестиција. Не можам да кажам дека во минатото нашите градинки биле ладни и тогаш беа топли, просториите се светли, затоплени убаво, но разликата е во тоа што сега со оваа фасада, со оваа изолација што се постави со новите прозорци и врати, ќе заштедиме многу повеќе од енергетските средства за загревање на просториите. Затоа што тогаш беше подруга фасадата, подруги беа прозорците и се губеше топлината, а сега просториите се убаво затоплени и ќе заштедиме, па со тие пари ќе обезбедиме нешто друго за нашите дечиња.
Во секој случај е многу добро што ова се направи и се надеваме дека ваквите проекти од локално ниво ќе продолжат со Светска банка и со други институции каде што може да се добијат средства за да се направи и да се допринесе за престојот на деца да биде многу поубав, да се средат и нашите дворови, натрешниот простор ни е среден, ама секогаш е плюс кога нешто ќе се направи за дечињата. Сакаме да изразиме посебно задоволство и чест ние што е меѓу нас градоначалникот и ова после неколку години уназад работејќи како директор во градинката прв пат не се случува локалната самоуправа да учествува со таква голема инвестиција и да мисли на градинките, бидејќи до сега како градинка секој пат сме биле назад. За тоа уште еднаш на градоначалникот и советот на локалната самоуправа голема благодарност. Истовремено користам од име на вработените и на децата да им го честитам празникот на мајките 8 март.